Почитувам заменик министер Спиро Ристевски, почитувам министерка Канчевска-Милевска, директоре Франисо Светозаревич, продекан господин Дуев, професор Жежов, професор Ачковска, драги писатели, директори, драги колеги от Државниот архив. 4 од монографиите од едицијата Македонски дејци се во издание на Државниот архив на Република Македонија и се објавени во периодот 2013-2015 со финансиска подршка од Министерството за образование и наука на Република Македонија. Дозволете по некој збор за овие 4 монографии, подоцна и за значењето на оваа едиција. Монографијата Апостол Петков, Кралот на блатото од авторот доктор Ванчо Ѓорѓиев излезе во печат од 2013. Во неја е обработен животниот пат на војводата на македонското револуционерно движење Апостол Петков Терзиев, наречен Ениџе Вардарско сонце, кој уживал извонреден авторитет кај приврзаниците и сеел стравопочит кај османлиските власти и кај грчките андарти. Тој бил исклучително своеглав и високата политика му била туѓа, но на официјалните власти им пркосел и писмено ги предизвикувал на борба. На организацијата бил безпрекорно воен. Учествувал во многу битки, многу пати бил прогласуван за убиен, но повторно се појавува. Од 1904 за неговите активности е пишувано дури во печатот во Нов Зеланд, Австралија и Соединетите Американски држави. Монографијата Пере Наумов Тошев, совеста на револуционерна Македонија од доктор Михајло Миновски, исто објавена 2013, еден век по неговата смрт, е една од ретките публикации за апостолот на Македонската револуционерна организација од Прилеп. По него не останале ни спомени, ни преписка, затоа што се било запленето од османлиските власти. За среќа, за бунтовниот конспиративец пишувале други автори. Па историјата не останала посиромашна со податоци за неговото дело. Учител во Прилеп, Скопје и Битола секогаш и секаде се занимавал со револуционерна дејност, а познат е и како председател на окружниот револуционерен комитет во Битола и автор на уставот и правилникот на организацијата. Една година подоцна, 2014, е реализирана монографијата од доктор Зоран Тодоровски за Тодор Александров и исто така јас понов изразам жалење за неговото прерано заминување. За Тодор Александров претходно се пишувани монографии, но последнава од доктор Зоран Тодоровски содржи малку познат архивски материјал од Државниот архив на Република Македонија, како и од архивите на некои околни држави, но и на Македонската патриотска организација од Индијана САД. Проникливиот, образован, цврст, доследен и безкомпромисен водач на македонското револуционерно движење бил идеал на револуционер, патриот и гениален водач, кој го посветил животот на ослободувањето и осамостојувањето на Македонија, иако неговото значење било негирано од комунистичката партија. Ко последна ќе споменам и четврта од едицијата која што е, како што нагласи во издание на Државниот архив, е пред неколку месеци излезената од печат монографијата за Христо Матов од доктор Владо Поповски. И за него ќе издвојам дека овој образован стружанец како член на младата македонска книжевна дружина објавил во списанието Лоза, подоцна работа како педагог, директор на училиште и сето тоа време во него созревала идејата за автономна Македонија. И од член на раководството на МРО, тој ги дефинирал програмските цели, основните принципи на револуционерната дејност. Во монографијата се опфатени и активностите на Матов од 1903, но и неговата клучна улога во раскол од 1907-1908, како и разочарувањето од балканските војни, Првата светска војна и поделбата на Македонија. Оваа едиција, почитувани присутни, е монументална, посебна, различна,
и оригинално. Се она што беше пропуштено, намерно замаглено, идеолошки негирано, бришено, подложено на пропаганда, сега се исправа. Непростливо е да луѓе и генерации кои што се бореле за независна Македонија и за независна македонска држава се препуштат на заборав или пак да не го добијат заслуженото место во историјата и уште повеќе нашата почит. Нашите апостоли, ако можат од некаде да не чујат, треба да знаат дека нивната жртва не беше залудна, а нивното дело запаметено. Самиот музеј на ВМРО, како што популарно го нарекува, и промоцијата тука го заокружува овој циклус, но борбата не е готова. Ви благодарам.